Можеме да почнеме, така. Добро, ви посакувам добре дојде на четвртиот и последен за оваа година философски форум Философија христијана. Имаме еден формат кој што не е според канонот или според стандардот што го воспоставивме за оваа година, но се вклопува со оглед на тоа дека наместо двајца гости имам тројца, но тоа беше потребно во овој случај, бидејќи навистина од различни перспективи ќе се обидеме да поразговараме за една многу сериозна тема. Тоа е хуморот. Може би звучи необично, дека хуморот треба да биде нешто сериозно. Кон хуморот може да се пристапи на сериозен начин, да се говори на сериозен начин, заради тоа што како појава се однесува на самата човечка природа, на нешто што човекот го дефинира како човек и секако тие нешто заслужуваат сериозно внимание. Имаме тројца прекрасни гости. Го имаме професорот Ненад Марковиќ со нас, го имаме професорот Владимир Петрушевски, го имаме професорот Богдан Карапиовски. Ќе тргнеме точно по тој ред, како што е обичајот, јас немам многу време да им одземам. Првиот збор ќе му го дадеме на професорот Марковиќ, тој ќе биде и ќе ги изложи основните тези кон кои што понатаму ќе реферираме, како во нашата взаемна дискусија, така и во дискусијата со публиката која што ќе уследи после тоа. Ненад, повеќе. Чекай, дали може овој кафански Му се намера чија. Добро вечер на сите, драго ми е дека салата е исполнета комплетно. Чекам уште гости, малце доцна, повеќе од академска четврт. Не е случајно, не е случајно кога ќе се засмееме дека почиња да не течат солзи. По принцип, хуморот е една многу контраверзна тема која ја ќе зборам за политичките аспекти на хуморот, односно за политичката коректност и цензурата, и хуморот нормално како влегува во тој некој дуалитет, во таа вечна борба помеѓу слободата на говорењето и желбата или тенденцијата за политичка коректност. И го поделив на неколку тези, со обзир дека имам 15 до 20 минути, нема да биде се сериозно, се надам дека ќе биде забавно. Првата теза ми е дека всушност цензура на хуморот е цензура на јазикот кој го потребува. Хуморот е јазик. Намерата на политичката коректност е да отстрани јазик од јавната сфера, кои маргинализираните или групите кои не се во поволна позиција во општеството ги навредува или на некој начин ги дисквалификува. Уверувањето кај луѓето кои се држат до оваа дефиниција која е проблематична од многу аспекти за мене е дека тоа би ќе подобри позицијата на ваквите групи на долг рок. Јас само се прашувам дали тоа значи дека кога хуморот е политички некоректен, кога се употребува за мнозинската група, дали е тоа окей? Кога е омаловажувачки или понижувачки за мнозинската група, а дали е таков ќе видиме понатаму. Втората теза ми е дека инхерентно живееме во време на, кој би го нарекол, теророт на лингвистичкото, односно терор на јазикот, или уште полошо терор на интерпретација на јазикот. Тоа е согледано во една флоскула во која самиот говор се дефинира како нешто во која намерата не е битна. Битно е што ќе кажеш и дали некој ќе се навреди. Ја имам фундаментален проблем со таквото тврдење, затоа што мислам дека намерата е се. Апсолутно. Немам никаква желба во длабочина да го анализирам, просто не се согласувам со тоа дека една иста реченица може да значи само една работа. Проблемот на интерпретацијата идеолошка на јазикот е проблем на сингуларна интерпретација и проблем на борба во општеството кој ќе наметне, односно борба на значење. И тоа во ниеден момент не амнестира од очигледната вистина дека за една реченица, еден збор и еден пасус може да има многу повеќе од едно значење. Тоа е проблемот и на хуморот, меѓу другото. Проблемот со тврдењето дека намерата е небитна
и дека јас ќе ти кажам ти што си сакал да кажеш, што е суштина на еден од најпопуларните моментално методи академски кај левицата, тоа е critical discourse analysis, кој може да биде одличен и фантастичен и многу добар, а може и да се сведе на пука арогантност, дозволи јас да ти кажам ти што си сакал да кажеш. И тоа е неговата најголема мана, таа нека претенциозност на тој метод. Тој се сведува точно на тоа дека јас треба да интерпретирам што ти си сакал да кажеш, меѓу другото и хумор. Прашањето на компетитивните идеологии кои го интерпретираат јазикот е прашањето, тука лежи едно подпрашање на која идеологија треба да ја дадеме предност. И зошто воопшто би давале на една идеологија предност во однос на било која друга. Иако мислам дека овој простор го има заземено повеќе лево-либералната идеологија во јавниот простор, која интерпретира, која осудува, која многу често знае да биде брутална, отколку што е тоа конзервативната идеологија или барем секој го има заземено својот простор во својата еко-комора, условно кажано. Дали може би се работи, понекогаш се прашувам, кога даваме идеолошка флоскула и ги го врамуваме говорот, едносно интерпретацијата на говорот, меѓу кои хуморот, дали се работи може би за интелектуална мрзеливост, затоа што некако не ни е близко и многу е комплицирано да анализираме нечија намера и контекстот во кој е нешто кажано, туку е полесно да го шлапнеме само тоа што е кажано, вклучително ако и дури да е смешно, дури да е за некого навредливо, во идеолошка матрица која ад хок ќе ја аплицираме. Тоа е едно од контраверзните тези кои сакам денеска да ги изнесам, а тоа е од каде доаѓа цензурата на говорот со самото тој на хуморот. Доаѓа од секаде. Доаѓа од левицата, доаѓа од десницата. Ама доаѓа на различен начин. И тука сакам да дадам две тези. Првата теза е дека левицата и десницата никогаш, ама никогаш во историјата на политичкиот развој на општествата не биле послични од денеска. Ќе ви кажам зошто. Левицата е поглазурирана, посуптилна, таа лево-либерална енергија. Она варира од јавна дебата, исклучување од јавна дебата, се извинувам, преку стигматизација и користење на подеднакво проблематичен јазик како и оние кои тврди дека користат проблематичен јазик. Ќе ви дадам еден пример. Помеката варијанта е исклучување од јавна дебата и бойкот, не разговарам со тебе, а по радикалната варијанта идеолошки прогон, она што левицата го научи од десницата е дека најдобро тој прогон да се врши колективно во орда. Кога напаѓаат така организирано во групи. Ти се налепува еден на статус, друг, трети, мислам дека тоа е нешто што добро го купија, заедно сме посилни логиката. Иницијалната намера на левицата и онова лево-либерална енергија во суштина добра. Имаат намера да заштитат жртви на говор на омраза, имаат намера да се на некој начин да се заложат за оние кои се помалку привилегирани. Проблемот е што тоа во јавниот дискурс се претвара во својата комплетна спротивност. Никогаш како порано мене ми се чини дека оваа лево-либерална енергија не била склона кон идеолошки прогон и нетолеранција. Во таа смисла морам да дам еден пример. Баш заради тоа што фрлам вакви тези кај студенти кои се меѓу другото и припаѓаат на оваа политичка енергија, добив од една група на студенти порака, или ми беше кажано, дека јас сум станал професор заради тоа што уживам white privilege. Тоа е идиотска теза од две причини. Прво, не си бел. Не толку. Не сум доволно бел. Прво, само сум половично припадник на мнозинската етничка група, половично сум припадник на малцинство, тоа е првото, и второ, ако не сте приметили, ова е 100% бело општество. Така да, и трета работа која е многу битно, немам привилегирана и повластена некаков бекграунд, напротив. Да не навлагам во лични приказни, меѓутоа се освен тоа. Што значи дека се расфрламе со флоскули кои често не ги разбираме и кои погрешно ги употребуваме, што е за critical discourse analysis методот исто така многу често, ако со него баратаат луѓе кои не се разбираат и кои не се добри во тоа. Втората работа која ми се случи со оваа лево-либерална енергија, апропо хумор, употреба на јазик и така натаму, фрлив една многу опасна теза на мастерот на кој предавам, кој се однесува на човек кој прави демократија, да ги прашам студентите, при тоа не барам да го прифатат моето мислење, што мислат за изразите mansplaining и incel.
Менсплейнинг е кога мажите ги заќуткуваат жените и им објаснуваат што сакале да кажат. Инсел е involuntary celibate. Нема бак души. Мажи кои се во таа игра на сексуална селекција се неуспешни. Кои не можат да најдат партнерка и така натаму. И викам, окей, објаснете ми како овие изрази помагаат да родовата дебата стане посензитивна и покоректна помеѓу двата пола, помеѓу половите и родовите, зависи од која страна, која терминологија ќе прифатите. Имаше добар одговор, имаше лош одговор на ова. Одно имаше, пошто зборувавме, им предавам делиберативна демократија на групата. Добриот одговор беше, јас барав да ми докажат дека тоа е особина на која мажите се посклони од жените. Затоа што менсплейнинг означува дека се однесува на сите мажи. Јас бар така го разбирам, повторно разлики во интерпретација на говорот. Оно што им беше објаснето и кое можам да го прифатам делумно како аргументи ако го проблематизираме, дека односите на сила се во корист на мажите и затоа не е исто кога маж замолчува жена и кога жена замолчува маж. И да речеме дека тоа е аргумент со кој би можел понатаму да дебатирам. Оно со кој не можам да дебатирам беше вториот аргумент кој ми беше кажано: еве професори, и вие повеќе ги замолкнувате девојчињата од момчињата во оваа група. Што беше типичен пристап на било кој леволиберален, да речам, интелектуалец кој лесно станува, кој лесно се возбудува и се вика, и во литературата е веќе објаснет од страна на десницата, се вика reputation destruction, уништување на репутација. Нешто кон кое секогаш прибегнува оваа леволиберална енергија. Како што кажав, таа е поглазурирана, навидум поинтелектуална и меѓутоа во суштина мислам дека добар дел од овие кругови на идентитетската левица се апсолутни мајстори на пасив агресив пристапот. Тоа е невидено колку се добри во тоа. Со тоа се оди и посебната cancel culture, односно култура на откажување на сите оние кои се неистомисленици. Тука не зборам за радикални случаи на луѓе кои не знам силуваат, убиваат и така натаму. Тие секако општеството ќе ги отфрли од било која идеолошка страна. Зборувам за луѓе кои се неистомисленици, немаат намера или не сакаат од која било причина да прифатат бескрајната партикуларизација на сексуални идентитети која ни се наметнува и која мора да ја прифатиме. Јас и немам некој голем проблем со тоа, многу луѓе имаат. Се очекува да бидеме максимално адаптирани на секоја нова верзија на сексуален идентитет која ќе излезе. Она што го прави левицата со сексуалниот идентитет, десницата го прави со националниот идентитет. Не малтретира. Не малтретира бесконечно. Со тоа што десницата воопшто не се обидува да биде суптилна интелектуална. Она е груба, директна и многу често агресивна, со повици на јавен линч, посрамување на оние кои не се доволно патриоти во нивната верзија, и всушност културата на патриоти и предавници е само десна верзија на cancel culture, ништо друго. Тие се по мене огледални феномени кои се потполно исти. Се сведуваат на исклучување од јавната дебата, помалку или повеќе агресивно на секој кој не сака да ја прифати твојата верзија на вистината. Соодветно и хуморот ќе стигне до тоа како страда. И тука виктимизацијата е многу битен момент. Зошто? Затоа што од една страна десницата има само перцепција на загрозен национален идентитет, односно дека се жртви, и тоа е помалку од страшниот дел од приказната. Пострашниот дел од приказната е нетолеранцијата кон било која друга алтернативна верзија, односно разбирање на националниот идентитет, осим онаа која е најмитоманска и која е најмитолошка. Ако ти не веруваш дека потекнуваш од Александар, ти мора да си предавник, нема друго објаснување. Ако веруваш во современи теории на формирање на нации, ако веруваш во помалку органските теории, ти мора да си предавник. Тоа е истото што и cancel culture кај левицата, само се вика дискурс на предавници, патриоти, голема разлика нема. И во двата случаи виктимизацијата е проблем. Стално препорачувам една книга од Ненад Кецмановиќ, мојот именјак, Сараево, кој се вика Етничка времена или етнички времиња, во кој објаснува зашто жртвата е секогаш супер. И зашто е супер да се осеќаш како жртва. Затоа што си секогаш право. И затоа што мислиш дека имаш право да правиш што сакаш. Проста парадигма. До Сребреница се стигна преку Јасеновец. И тоа не е баш хумор. И не е баш смешно. Втората ситуација е virtue signaling феноменот. Зошто имаме потреба да го цензурираме хуморот? Десницата секогаш ја обвинува левицата или тие леволиберални линии дека
сигнализираат доблест. Видете колку сме ние паметни, добри, колку сте вие глупи. Тоа е онака најпросто кажано. Оно што е интересно е дека десницата го прави потполно истото. Само го прави за различен сет на теми. Ми кажа дека подкастот на Джо Роган бил најпопуларен. И го заследив на YouTube да видам што е тоа подкастот на Джо Роган. Океј, има супер ликови како Нил Деграс Тајсон кои објаснуваат научни работи. Има и комплетни шарлатани. Да наречам и комплетни идиоти кои зборат глупости. Не е нешто посебно забавен, меѓутоа она што го сфатив е дека во суштина луѓето кои ги кани, многу често се оние што јадат мечкино месо, што вежбаат по 12 сати дневно, кои се некои најпримордијални органски мажи, силни заштитници, односно што би рекла десницата не се snowflakes, не се осетливи, така они се вистински мажи. У суштина, тоа истакнување на таа физичка сила, мачоизам, не знам, способност за одбрана и самоодбрана и така намутно, не е ништо осим десничарска верзија на virtue signaling, односно продавање на доблесност. Истото е потполно, само се однесува на друг сет на вредности и друг сет на карактеристики кои се пожелни во тој свет, кој таму постои. Не знам, физичка сила, доминација, сексуална доминација, вештини на преживување, жилавост и така натаму, тоа е она што се цени кај таа десница која е помалку и alt-right на моменти, така, која стои помеѓу радикалната и оваа малце поумерена демохристијанска десница и често знае да забега во тој правец. Сега, проблемот на прохибитивното и фасцинацијата и на левицата и десницата од него е следен. Левицата забранува хумор за етнички малцинства, религиозни малцинства, сексуални малцинства, робство, родови односи, расен хумор, хумор за потенцијален подземски живот и наравно джеи. Десницата забранува хумор за името, знамето, национални символи, химна, грб, фудбалската репрезентација, кошаркарската репрезентација, ракометната репрезентација, председателот и премиерот кога се однаша, така, или кога се однивна, мачуизам, севени вредности, улогата на мајката на семејството углавном сведена на ти си душо мученица, парадигмата, односно улогата на таткото во семејството углавном сведена на абе ме тепаше на ме научи да бидам добар човек, црквата, џамијата, храмот, во кој онака воопшто не веруваат jer се етнофилетисти, што е греф, славенска митологија, православна или муслиманска квазитеологија, која добар дел не ја разбираат и фактот дека Александар Македонски баш сакал мажи. Ама сакал. Ова се забранети теми за десницата. И наравно джи. Така. Океј. Во ваква ситуација левицата е секогаш навредена, десницата е секогаш нападната. Ако ги исклучиме сите овие теми кои ги спомнав, просто е прашањето, со што ќе се заебаваме? Не останува многу. Хуморот е притеснат и од лево и од десно. И останува многу мал простор за него. Проблемот на забраната на говорот се сведува на три дилеми. Што е навредливо? Која содржина е навредливо? До каде е навредливо? Воопшто не тврдам дека не постои граница до која хуморот треба да оди. Има теми со која не би се зезал. Има теми на кои не би направил. Иако се многу малку теми, претежно се однесува на групи луѓе кои не се во позиција да се одбранат себе си. Тоа е мојот критериум личен. Има различни критериуми. Второто уште многу полошо прашање или многу подраматично прашање. Кој одлучува за тоа што е навредливо? Прашањето на agency. Кој е факторот кој одлучува и кажува што е тоа навредливо? За секој од нас индивидуално нешто е навредливо, нешто не е навредливо. Меѓутоа како да формираме колективен морал кој ќе каже. И на крајот кој јазик треба да се забрани или елиминира. За мене решението е делумно во либералниот no harm принцип. Да не го повредиш, односно да не му нанесеш штета на оној како што ти не сакаш да ти биде, нели Кантовиот морален императив нанесена штета, односно свесноста дека твојата слобода завршува од прилика кај што почнува слободата на другиот. Во смисла на хумор тоа значи на многу конкретна работа. Дека треба добро да си ја знаеш публиката. Хуморот е тешка работа на trial and error, обиди грешка. И во таа смисла битно е да гледаш дека публиката е адекватна, да знаеш што збориш, да гледаш да не повредиш, да гледаш да не навредиш, истовремено да се извиниш ако тоа не дај Боже се случи. И нема многу да се секираш за тоа што ќе го кажеш, бидејќи што год да кажеш, ако ги видиме горе темиве кои се забранети социјално веќе за хумор, некој 100% ќе биде навреден.
така да немате претерано да се секирате за ова. Уште колку минути имам да прашам за да не? Има доволно. Има доволно. Добро. До 30. Функцијата на хуморот, нема да биде 30 сигурно, е неколкократна. Има неколку подели кои може да ги најдете, меѓутоа, она која е најбитна за мене и која најмногу ме впечатли, ми остаje впечаток е следната. Прво, хуморот е вентил за социјални табуа. Служи токму за тоа да ги истакне социјалните табуа кои постојат и да им се насмее. Хуморот е начин преку кој се изразуваме за работите кои суштина не смееме да ги кажеме и кои се длабоки табуа, како што се например сексот или насилството. Тоа не значи дека ги прифаќаме и ги поддржуваме, затоа што процесот на прифаќање, поддржување и смеење се два различни процеси. Второто е социјална критика. Ги смеваме политичките и социјалните институции, затоа што се осеќаме далечни од политиката, тоа политиката се нарекува power distance или дистанца на моќ, и ги хуманизираме, ги почовечуваме на некој начин на кој му се смееме на некој што станал министар, го знаеш кога мочал во песок, така? И викаш, овој ли го стана министар, овој го знам од дете, па ти глупости правиш, тука така го човечуваш, му даш некоја хумана димензија, помалце сакаш да го понижиш, помалце си може љубоморен дека некој нешто успел во животот, меѓутоа факт е дека ја има тој аспект на хуманизација. Третата е многу опасна функција на хуморот. А тоа е консолидација на групниот идентитет. Кога исмеваме друга група, кога веруваме во етнички стереотипи за друга група, кога придаваме значење кои можеби не постојат, кои се можеби само плод на стереотип, тогаш се осеќаме дека припаѓаме некаде и дека е испочитувана она најелементарна поделба на ние и вие, која е многу битна за внатрешна социјална кохезија. Проблемот е кога ќе почнеме во вицовите да веруваме. И кога тие стереотипи ќе ги замениме за реалност. Се додека имаме здрава дистанца дека хуморот е хумор, а реалноста е нешто друго, до тогаш мислам дека имаме она што викаат sane peace of mind, односно дека имаме здрава психа. У моментот кога тие две работи ќе ги помешаме, кога ќе почнеме да веруваме глупостите кои си ги раскажуваме така уз две раки, у кафани раскажуваме вицови за други етнички и религиозни групи или какви год други сексуални малцинства и така натаму, тогаш тоа станува многу сериозен проблем. А тоа е нешто што луѓето тешко не успеваат да го избегнат на некој начин. Втора работа е четвртата функција практично, не е втора, е одбрана од страф и анксиозност. Имав еден другар, стално се одеше со точак и јас имав најневеројатна реакција кога го удри кола. Стана, се истресе и почна да паничи дека татко му ќе го кара затоа што се искривило предното тркало на точакот. Ја почнав хистерично да се смеам. Не можев да престанам, солзи ми тече, мислев дека нешто не е во ред со мене. Морав да се консултирам со стручно лице кој ми рече: "Супер си ти, вика, хуморот е начин на одбрана од шокот што си го доживел што другар ти го бапнала кола. Ти си тотално нормален човек, немој да се секираш, ми вика." Ја осеќав грижа на совест со години, затоа што едноставно му се изнасмеав. Не знаев како поинаку да реагирам. За на крај да дознам дека тоа било само нормална реакција на стрес, поради веројатно шокантниот настан. И во крајна линија хуморот е интелектуална игра која треба да ги прошири лимитите на реалноста. И во таа смисла, ако го стисниме просторот онака како што го стиснуваме, мислам дека нема да не остане многу за проширување. Има еден феномен, само да глотнам малку вода, кој не ми е јасен. Уствари јасен ми. Можеме да дебатираме уствари дали ми е јасен или не, ја не сум сигурен. Сам со себе? Сам со себе, да. Вода биолошки монолог. Вообичаено луѓето кои на социјалните мрежи се најмногу за цензура. Ако влезеш на Netflix профилот и ги анализираш преференциите што гледаат, веројатно добар дел од нив, ако не најголем дел од нив, ќе најдеш дека гледаат South Park или било што од Рики Джервейс. Нема ништо по-политички некоректно во смисол на хуморот South Park и Рики Джервейс. Има. Океј, не збориме сега за има радикални форми на хумор кои се, да речем, помалку познати и прифатени. Ова ми беа два парадигматични примери кои сите ги знаат.
И се прашувам како е можно луѓето кои вршат идеолошки прогон, независно дали припаѓаат на левицата и десницата, на луѓе кои не се согласуваат со нив и често забрануваат форми на хумор, форми на говор, форми на слободно изразување, затоа што не се компатибилни со нивниот светоглед, гледаат шоуа кои се базирани на комплетна, апсолутна и безпоштедна политичка некоректност во хуморот. Што е тоа што не прави да бидеме толку шизофрени во приватното во однос на јавното говорење или настапување? Па ќе ви кажам, тоа е најфройдијанскиот феномен. Тоа е оно што сака од нас да изеде сублиминалното. Нашиот ид кој сака да се пресмета со прохибитивното суперего, кој не тера да кој забранува, кој вика немој, кој вика не и кој вика не смееш. И кога веќе не смееш во јавна сфера, можеш барем во приватноста на домот, така, да се насмееш на глупостите на Стив Карел од The Office, например, човек кој феноменално, можеби најдобро цитира Долови, концепцијата на комплетна политичка некоректност на граница со идиотизам, за тоа како е да бидеш несензитивен на 1001 начин кон сите можни религиозни, јазични, сексуални и секакви други групи. И во таа смисла, во овој дуалитет живееме, мислам, константно. За крај, две препораки. За оние кои се љутат и се стално нешто љути, србите викаат, ко се љути, ували му видеото од вечерешна дебата. Оригиналната верзија мислам дека ја знаете. А за оние кои сакаат да се смеат, со зборовите на најголемиот европски филозоф после Јирген Хабермас, а тој е господинот Мирослав Илич, смеј се смеј, само се смеј. Фала. Немам што друго освен да се заблагодарам сега. И за да не го крадам времето понатаму, веднаш ќе го предадам зборот, односно микрофонот на професорот Петрушевски. Не. Јас ќе чекам Каприев да се појави. Добро. Тоа ќе чекаме повеќе од 30 минути. Па обично во пар настапуваме, не знам. Да, неколку години поред. Не? Добро. Водете сметка, јас сум даскал и јас сум хемичар. Тоа значи дека умеам да бидам здодевен како пегла. Па, немојте да речете дека не сум ве опоменал. Бидејќи сум хемичар, јас имам своји херои во мојата струка. Еден од нив е Јенс Јакобс Берцелиус. Тој е одговорен за денешната номенклатура во означувањето на елементите и соединенијата. Тој е неговиот систем. Ама не го спомнувам заради тоа, бидејќи тогаш на вистина би бил забеган повеќе од што сум. Берцелиус кажал една убава работа. Мразам дефиниции. Па затоа ќе почнам во дух на тоа со дефиниции за хуморот. Способноста да се биде забавен или комичен, особено во контекст на литературно дело или говор. Тоа е првата. Втората. Состојба на умот. Трето, хуморот представува тенденција на определено когнитивно искуство да предизвика смеење и да обезбеди задоволство и забава. Ако ова не беше кажано волку технички совршено, може би и не ќе беше лошо. Хумор е она што ќе ме насмее, ќе ме опушти и ќе направи да се чувствувам безгрижно, среќно и весело, барем за неколку минути, заборавајќи на одвратната реалност. Еве, например, нешто што ми е блиско и што горе-долу сите ќе го разберат, ама она пуста тенденција базирана на когнитивно искуство, мене толку ме уплаши што од трите понудени дефиниции има и други уште поубави од овие, ама нема да ги наведам. Јас не станав нешто многу поумен. Но ако се сложите дека мојата неформална и недефиниција, која што има тенденција да долови што е хумор и зошто ни е убаво,
тогаш јас имам херои и во светот на хуморот. Од тројцата херои, на прво место е Хашек, со добриот војник Швејк, например, иако има уште многу дела. Вториот е мојот ментор, Ефрем Кишон. И третиот е Владимир Војновиќ. Според Кишон, не постои рецепт за добар хумор. Просто затоа што, вели тој, некогаш треба да го растежеш настанот, онака како што се одбивал, и тој е, да речеме, смешен, и тоа е тоа. Некогаш пак треба да додадеш нешто малку, за да излезе смешно. И конечно, некогаш не треба да го растежеш до крај, туку треба навреме да прекинеш, за навистина да биде смешно. Примери. Пример зошто понекогаш треба малку да ги засалиш работите во однос на реалноста. Шетаме со моите деца пред 7-8 години во Веро, со количка во раце, и ме гледаат тие како јас собирам од рафтовите и фрлам во количката. И Матеја, мојата 3 минути постара керка, 3 минути постара од другата, се одважи и таа да почне да собира од рафтовите и фрла во количката, и малку и претера, бидејќи последното што го фрли беше продолжен кабел за струја. Им го кажувам ова на сите пријатели и сите пукаат од смеење, прашувајќи се, ајде се, ама зошто продолжниот кабел? Продолжниот кабел е последица на мојот преучен урок од Кишон. Немаше продолжен кабел, ама за да биде посмешно, јас го уфрлив. Но, еве примери за она, дека некој пат не треба да одиш до крај за да биде смешно. Кажува Кишон. На аеродром ми пристапува човек и вели, простете, го слушнав вашето презиме. Да, вели Кишон, јас го знам моето презиме од раѓање. Не, вика, сериозно, морам да ве прашам нешто. Дали сте вие, може би, роднина со славниот писател Ефрем Кишон? Па вели, не сум баш, јас сум Ефрем Кишон во живо. Штета, вика овој, и си отиде. Одличен е, ама не е до крај. Ако го кажеш до крај, веќе нема хумор. А продолжението е, знаете, јас разбрав дека некој ваш роднина бил исклучително талентиран столар, а јас точно ја средувам мојата работна соба, па сакам малку да си ја разубавам, и затоа помислив да не случајно ја имав среќата, ама... Да, не треба да се оди до крај. Работите во хуморот честопати треба да се кажат, како што вели Кишон, какви што се, а понекој пат помага да се направи мала увертира. Од сега натаму веднаш им се извинувам на сите морални чистунци, тоа како се би се рекло на македонски, чистанци. Чистунац, чистанеца, одлично. Им се извинувам, значи што во мојот речник, ама никако не ќе може да предпознаете даскалска коректност. Повеќе ќе биде или уличарски, или меански, по неколку испиени чашки. Така, го фатив, го кажавме ова. Значи, кој пиел, ќе пие и натаму. Една од универзалните вистини. Дека не престануваш сам од себе. Кој пушел, ќе пуши и натаму.
тие пороци се вкоренети кај некои луѓе. Кој дупел, нема да дупи натаму. И сега ова може да биде, не знам дали политички, ама на некој начин некоректно, бидејќи вакви 70 годишници како мене, ќе се препознаат, може би, во блескавата иднина што им предстои. Океј, ќе се препознаат себе си. Ама, бидејќи како и мојот пријател Ненад, кој што со двојна инверзија ќе стане Дапод, Ненад Дапод, јас мразам таква политичка коректност, која што на крај ќе ми го извитопери животот, а хуморот во мојот живот зазема прилично важно место. Така што 5 пари не давам за тоа дали некој ќе ме гледа како ваков, таков. Јас ќе се мајтапам како што ќе ми дојде. Во мојата градација на најдобрите хумористи и сатиричари од литературата, што јас сум ја прочитал, морам да признаам, прв беше Хашек. Во добриот војник Швејк има еден прекрасен момент, кога Швејк ќе го затворат во лудница. И таму ќе се сретне со двајца професори, од кои што едниот вели постојано си го копаше носот. Знаеме ние даскалите дека не има и такви. А другиот постојано трчаше по мене и ме убедуваше дека во внатрешноста на земјината топка постои уште една земјина топка, ама многу поголема од оваа однадвор. Ова е нешто што како дете толку ме изнасмеа. Што е она што засмева тука? Веројатно абсурдноста на целата ситуација. Арно, ама ако сакате да препознаете политичка некоректност, веднаш ќе ја препознаете. Значи, јас им се исмевам или сум подготвен да им се насмеам на луѓето кои што се психички пореметени. Да? Што ова може да ме насмее? Проблемот со сите работи на светот е дека може да се употребат и за добро и за лошо. И проблемот, мислам дека и Ненад Дапод го спомна, е во интерпретациите. Не во она што е напишано, туку како јас гледам дека тоа може да се прочита и што би сакал да видам во скриеното значење на тоа. И кога ќе дојдеме до таму, ексик. Добар хумор може да се прави, значи, како примерот на Швејк во лудница, врз основа на ситуација која доведува до абсурд, кој што е смешен. Стереотипите се душа дале да се прави хумор. И се разбира душа дале и потоа да ви ги извадат на нос дека вие нешто имплицирате или импутирате. Ама еден добар хумор од пред 50 години беше вака. Ќе го кажам на српски, не знам зошто, сигурно лесно се преведува, ама така си го слушнав. Шта е немогуче во Југославија? Прво. Начи Словенко изнад 14 година невину. Второ и трето. Начи Хрвата кој воли Србина и Србина кој воли Хрвата. Македонца кој не лаже, Црногорца кој ќе да седне нешто и да уради, и Босанца кој ќе све ово да схвати.
И се разбира, јас имплицирам дека сме ние лажговци, дека словенките се распуштени, дека и на крајот дека босанците се глупи, нели? Тоа е најстрашно. А тоа се инаку стереотипите, некои што постојат на вистина, ама стереотипите во различните вицови кои што се прераскажуваат и прераскажуваат. И ако некој телефон. Ако ние на вистина се закатанчиме за политичката коректност, на крај можеме да дојдеме во ситуација да престанеме да разкажуваме прекрасни вицови, да речеме за Мујо и Хасо, заради тоа што тие се некоректни. Не се некоректни босанци. Да, вицовите за босанци. Ама знам дека ме разбра, така што немам намера да... Разговарај Мујо и Хасо преко риеке. Хасо, јел има ту неки мост? Нема. Знаеш да пливаш? Не знам. Има чамац неки билешта? Јок јараме. Имаш пушку? Немам. Јебо сам ти фату. Прекрасен виц, ама во коренот на вицот ке кажете дека не, тоа е апсолутно неприемчиво во денешно време, заради тоа што ти си играш мајтап со босанците по било кој основ. И на крај ќе ти се згади од евентуално таквиот присутен аудиториум. Човечката глупост душа дала за хумор и вицеви. Човечката глупост и елементарното незнаење. Еве нешто што не претендирало никој пат да биде виц, ама теоријата за рамна земја спаѓа во таквите нешта. Тоа е последица на непознавање на елементарни работи, веројатно добивање на слаби оценки по географија, физика, математика и така натаму и така натаму. Ми се допаѓаат австралијанците кои што самите за себе кога говорат Where are you from? Oh, down under. Што може да се доведе во врска со теоријата. Добар хумор по некој пат може да се направи како резултат на добар рефлекс на оној кој што ќе го сочини хуморот на лице место. Например, ние го познаваме Рамче бубњарот. Не можам да кажам тапанарот, бидејќи на скопски тапанар со малку променет акцент, тапанар, има сосема друго значење. И во терминологијата на sastavите се вика бубњар и никој пат тапанар, ниту тапанар, и така. Значи, го прашуваат Рамче, кои што е натапани и треба да бидат пратечки состав на пејачи некои. Во комплетот на реквизити кај бубњарите, покрај се е на српски мајку, палици. Како се вика палици на македонски? Палки. Кој кај джандари се пендреци, истите. Така? Палки, добро. Покрај палици, значи, има и метлички, кои што се викаат метлици. И диригентот, целиот возбуден, го прашува Рамче. Јеси понео метлица? И Рамче широка насмевка пушта и вика.
Ја немам метлици, ја имам правосмукалку. На прима виста. Тоа е прекрасен хумор. И за среќа, мислам дека не многу може да се најде тука, освен ако некој не извади дека јас ова го кажувам намерно само заради тоа што Рамче е една од личностите и со тоа сакам еди што. И добро, мислам дека кажав неколку работи и уште 2-3 ги заборавив, бидејќи на човек од 70 години не треба да му верувате премногу дека дошол подготвен на дебата, па така што јас сега ќе му го вратам на пресветлиот отец Милан микрофонот и ќе се заблагодарам на вашето внимание. Ја веднаш ќе го подадам микрофонот на нашиот последен говорник за вечерва, Мојот дечко. на Бобан Карапиновски. Веќе немате Фили кажа се, сега јас ќе почнам од почеток, само ќе прераскажам се што кажам тие. Веќе по еден час зборуваме за хуморен контекст на политичка коректност, мислам дека не остана многу уште да се каже. Главните тези што ги имам запишано на некој начин ги кажам, но имам јас способности за прераскажување. На Facebook, на мојот Facebook профил, денешниот форум го најавив како се собрало 4 хетеросексуални мажи, плюс минус рисјани, плюс од доминантната етничка група, без какви било малцинства и решиле да кажуваат вицеви, какви што веќе не знаат да се раскажуваат, заборавив дека присутните се и белци. Белци. И понатаму за сите малцински групи кажавме дека тоа нема врска. Е така, Дека подалечно. Ги имаме во меѓувреме асимилирано. Се надевам дека по социјалните медиуми или на некој подкаст јазично-моралната полиција нема да не прогласи за нижи видови на Homo sapiens, само зашто сме се дрзнале да го дискутираме на Боже или да го преиспитаме нивното поведение. И велам нижи видови не случајно, зашто еден мој пријател одамна тврди дека кажувањето вицеви е изумрена уметност, вели нешто како пештерското сликарство. И од една страна признава дека кажувањето вицеви е уметност, од друга страна вели дека е примитивно, какво што бил и пештерскиот човек, и тоа гледам дека станува некако доминантен дискурс во последно време кај новите генерации, што би се рекло дека кажувањето вицеви е изумрена една активност и дека тоа го прават возрастни попови, уште постари пензионери и дебели професори од правен факултет. Тоа правен факултет не траше да го кажа. Тоа е најголемата навреда всушност. Така. И добро, јас немам мани, како што знаете. Така што, поентата на ограничувањето на јавниот дискурс е веројатно да не се навреди јавниот морал, така. Не треба да го навредиме јавниот морал и на слободата на говорот спротивно на тоа, како што Петрушевски неколку пати ми има кажано и го има цитирано Марјановиќ, всушност е да го кажете тоа што го мислите, ама не дома, не во кревет, не самите со себе, не затворени, ниту со последици по вас закажаното, бидејќи слободата на говорот треба да подразбере да кажете што мислите и да не страдате на ниту еден начин поради тоа, бидејќи ако се ради тоа што не е слобода на говорот, се разбира се дека тоа нема да има некоја друга страна која ќе се почувствува навредена. И Ненад на почетокот кажа дека се или некаде во заклучоците дека се заснова на контекст. Значењето воопшто учат во лингвистиката дека имате два типа на значење. Или е она семантичкото, зборот има некакво значење, отворете речник, читате што е хумор, или има така наречено прагматичко значење, во некаков контекст. Тоа е истото кога ќе го кажете некаде и кога подразбирате кој е тој што го кажува и кој е потенцијалната публика, кој е соговорникот. Така што се она што може да има некакво семантичко значење кое е речнички навредливо, може во даден контекст да биде смешно,
И се она што изолирано е смешно во даден контекст може некого да навреди. И ако зборуваме за стереотипи, мене ми оди секогаш на еден друг виц. На Мујо кога барал работа во Шведска. Не тој, другиот. Има два Мујо кога барал работа во Шведска. И така Мујо бара работа во Шведска и овој го вика не може. Зашто не може, вика. Не може, мрзли ги сте вие, вика. Босанците не може. А не каже, не. То су ние црногорци. Ми сме само глупи. Треба, знаете, да се насмеете и на стереотипите што ги кажуваат за вас. Веројатно тоа е поентата. Да се обидете да ги надминете на тој начин и да имате една широчина, бидејќи во спротивно ние денес ќе кажеме што мислиме или кажавме што мислиме за тие ограничувања, каде е мерата, до каде може да се оди, што има што мислиме дека е претерано во ограничувањата и дали некоја владеачка идеологија или некој меинстрим дискурс може да го обликува јазикот според своите потреби. И ако ја поставиме рамката до каде може да се оди со хуморот, што е прашање на тоа до каде трпи јавниот дискурс или јавниот морал јазик што е на некој начин нерафиниран за некого, може би, или навредува нечии чувства, или е неприспособен кон гласното малцинство. Јас би рекол сите оние групи се всушност само по гласното малцинство кое се повеќе ја силнува летвичката на тоа каде е прагот на толеранција. Се подолу е прагот на толеранцијата и тоа гласното малцинство го прави. Меѓутоа, зборувам за политички гласното малцинство, не за она што може да се најде навредено од таквиот хумор. Гледате, Мујо не се наоѓа во претходниот виц навреден од стереотипите, бидејќи знае да се шегува на таа сметка, знае да се шегува и со стереотипите за својот народ. Бидејќи подкрепата на таквата потреба веројатно да се обликува јазикот според потребите, се содржи во тоа дека јазикот е моќ или неговата употреба може да има импликации врз стварноста. Според една популарна јазична хипотеза од првата половина на минатиот век во американската лингвистика, има цел филм оној Arrival, доаѓање е снимен на таа основа. Вие всушност со јазикот го обликувате светот и вашето живење. И вие ако размислувате на некаков начин, изборувате на таков начин, ќе добиете и таква култура и такво општество. Наспрема она другото, дека јазикот само ја одразува стварноста таква каква што е. Бидејќи јас мислам дека повеќе во второто, дека не баш ако тутре почнете некој да зборувате, ќе го смените вашето окружување, тогаш сите можни ограничувања што се прават во јазикот се некој тип насилување на јазикот и на тоа како ние нормално зборуваме. Јас се обидов и сакав да почнам со неколку вица кои ќе ги раскажам со политички коректен јазик. И сега, например, како ќе звучи вицот излага плавуша на улица Стоп. Значи, излегува личност која се декларира дека и се доживува како припадник на женскиот род, која случајно косата ја има обоено или е родена во бојата на жолтото лисје што паѓа во. И губите поентата, така не зборувате така. Не знам, како беше оној виц слонот и папагалот во авион, и во еден момент папагалот и вика на стюардеса сексуална работничке, донеси ми едно виски. Не се смеете, верувајте ми, да ви го кажа вицот таков како што е, сите ќе се смеете. Просто не зборуваме така. Цензурирањето на Болje звучи вака. Како звучи овиот фили, само се мислам, например, како беше тоа кој имал коитус нема да има и понатаму. Сега да кажем дека не зборуваме така и дека има нешто што се нарекува контекст и значење што произлегува тој контекст и дека се разбира дека јазикот што го користиме во лицевите се разбира дека е несензибилизиран. Тоа е веројатно поентата на вицевите, да биде несензибилизиран јазик.
се разбира кога тој нема да го искористите понатаму, она што го рече Ненад, да почнете да верувате во тие стереотипи и на тој начин она што е виц практично да го воведете во јавниот дискурс и на тој начин да поларизирате групи. Што и да е точно, дали ова дека јазикот има импликации врз стварноста или обратно, идејата да се подобри стварноста, веројатно е содржината на на заговорниците на тезата за ограничувањето, а јазикот е формата, е начинот на кој тие сакаат да ја подобрат содржината. Значи да не биде некој дискриминиран и така натаму, тоа е добро, веројатно. Јазикот пак сега, наспрема оваа форма и содржина, има своја натрешна форма и содржина и сега кога некому ќе му ограничите да искажува содржината со формите што му се на располагање, вие ќе создадете вештачки јазик кој е орвеловски, кој кај корисниците ќе создаде отпор не само кон јазичната содржина, и кон референцијалниот или кон стварносниот модел, што ќе рече се повеќе вие ако притискате на ограничувањето на употребата на некој јазик, наместо да ја постигнете целта основна, вие ќе создадете еден начин на отпор кон тие групи поради кои вам ви се ограничува кажувањето, вицеви, зезањето на таа сметка. Наместо да го сензибилизирате сега кажувачот на вицеви, вие напротив од него создавате уште еден непријател, бидејќи вие сте агресивни. Вие му забранувате да зборува онака како што нормално зборува, како што секојдневно и нормално зборува. Ограничувањето, особено во сферата на хуморот, ми се чини може да предизвика контраефект. Меѓу ова јазично морална полиција, сакајќи да покаже дека нешто прави за подигање на свеста, наместо вистинска акција за подобрување на условите за живот на оние за кои се залагаат и се борат, барем декларативно, најлесно има да се насочат кон проскрибирани на листа зборови. Наместо вистински да поработат на нивната добросостојба на сите луѓе маргинализирани, најлесно ви е вам да ги забраните зборовите кои мислите дека наеднаш преку ноќ ќе подобрат состојбата за тоа за што се борите. Дел од таа листа, без друго особено во контекст, може да биде или да се квалификува и како говор на омраза, се разбира, и како вистински говор на омраза, но покрај формата јазикот има и функција, и сега според тоа семантичко реков, има прагматичко значење во контекст. Не секогаш проскрибираниот збор има навредливо значење. Во даден контекст тоа може да не е така. Замислете каква информативна содржина и каква комуникацијска вредност би имало ако зборуваме онака како што не тераат. Иако на Ненад му беше смешан таквиот вид, сега, зашто му беше смешан? Бијќи беше невообичаен, бијќи никој така не го раскажа. Замислете така да ги раскажуваме вицевите. Подобро да ме слушате. Што е целта на сето тоа? Демократските општества веројатно тврдат дека авторитарните ја ограничуваат слободата на говорот и ја цензурираат. Сме имале некој вербален деликт таму, мисля, че во претходната држава, не се сеќавам. Имаме книгата. Дека јазикот е моќно средство, ние тоа знаеме, знае и црквата веројатно, затоа има молитва, затоа има сила на зборот, затоа има забрани, исто така, не споменувај го за името Божие, така, има и забрани, има и некои такви проскрибирања. Во така наречените демократски општества сето тоа почна да се сведува под така наречен говор на омраза. При тоа, толку многу се растегна таа квалификација, што се спреведува цензура под тој превес. Настрада и хуморот на тој начин. Буквално се растегна до граници во кој под тој говор на омраза почна да се сваќа се и се што, и тоа од една страна се сваќа кога така ви одговара, во други ситуации, дури и во нашето општество знаеме кога тоа се сваќа како обична метафора. Не било тоа говор на омраза, ако доаѓа од левата, либерална, напредна елита, тогаш тоа е само една метафора од типот на Гомбрович, а вие, што не го разбирате, Гомбрович се извинува. Но каква ќе беше и литературата, па да беше навистина таква, еве, имаме еден наш Гомбрович што тврди дека се тоа е метафора, ние не го разбираме неговиот говор на омраз, но што со вистинскиот Гомбрович, што со вистинските, не знам, писатели, што со вистинските такви проскрибирани денес зборови или цели фрази,
или не знам, гледам, сега повторувам градиво, гледам она серија Фрейжа. Да. Една епизода имаше синоќа која во денешни услови веројатно било за... Знаете ли дека во целата серија јас досега не видов ниту едно малцинство? Од она што се нарекува малцинство во американски контекст. Сигурно тоа нема да биде... Јест. Сигурно такво нешто не може денес. Сепак е тоа само микрофон, тргни го. Гледате, ова е тој некоректен хумор. Ова е класичен пример за тоа како не треба. И сите импликации што можете да ги сватите од тоа што ми го кажа Петрушевски. Тоа значи дечко веќе ме откачи. Значи, под плаштот на забраната и на говорот на омраза се спроведува цензура. Под интелектуалната мрзеливост, ако добро реферирам на претходното, на тоа во даден контекст да процените дали намерата била добра или лоша, секогаш намерата цените дека е лоша и секогаш се што е кажано мора да има негативен предзнак. Хуморот сосема тука настрадува и мене навистина сум просто загрижен за тоа како би изгледал тој јазик. Ние зборувавме со Милан, например, како се преведува и како учите некого странски јазик, како го учите македонски, и вие го учите дека влегува во продавница и вели добар ден. И му одговара добар ден. Ве молам, ќе може ли да добијам половина килограм колбаси? Вика повелете, колку чини 238 денари, ви благодарам. Пријатно, пријатно. Тоа е вештачки јазик. Ние со овие цензури создаваме вештачки јазик, создаваме цртани филмови околу ѓаволите момче што направи, во кој така се синхронизира, кои се сосема неприродни. Вие цел еден сет што е нормален, функционален, кој припаѓа на некаква посебна стилска обоеност, го бришете, со тоа ќе избришете многу литературни дела, со тоа ќе избришете многу хумор, со тоа ќе избришете голема колоритност на јазикот, со тоа ќе избришеме едно нормално зборување и ќе направиме јазик кој ќе биде на крајот орвеловски. Политичката коректност стана, гуглав што е за политичка коректност и многу ми е мило што веќе во речниците до него стои дека тоа може да биде избор што се разбира може да се толкува и како дерогатив стоеше до него. Веќе политичката коректност станува нешто со кое се мајтапиме. Правиме хумор со ограничувањето на хуморот од аспект на политичката коректност. За жал, и мислам дека најголемите губитници се токму оние што со сето ова ограничување треба да бидат заштитени. Токму тие групи кои не можат да се бранат себе си, стануваат жртви на овие што по секоја цена и по цена на искривување на јазикот се обидуваат да го спроведат таквиот тип на неприродно, како се вика тоа, неприродно зборување. Искриво колчување, не сакам да го употребам тој збор, не знам од кој причини да е. Така што, тука ме ги разби заправ и мислам дека се надевам дека се наоѓа некој што не се согласува со нас, бидејќи многу интересно сите се согласуваме на оваа тема. Сите тројца, бидејќи сме бели мажи кои се доминантни во општеството и ние се согласуваме со тоа дека не треба да има ограничување или барем дека тие ограничувања треба да бидат многу помали од тие што се повеќе стануваат во јавниот дискурс и во јавната сфера и ми се чини дека ни фали едно друго контрагледиште. Се надевам дека ќе организираме следна дебата во која ќе има барем уште тројца други што нема да се согласат со нас и ќе ни кажат зошто навистина тоа што се случува е потребно. Благодарам. Благодарност до нашиот трет и последни гости. Да, такво нешто имаме предвид. Имаме предвид, планираме, тоа денеска го споделив со моите тројца гости. Но ова тема е наистина многу широка, има уште многу
што би имале што да придонесат и да кажат на оваа тема и во најмала рака би објавиле еден заеднички зборник на текстови кои што првиот предуслов е ќе биде да не бидат злодевни, знаејќи ги тројцата тука сигурно нема Да не бидат првиот предуслов? да не бидат злодевни текстовите. Така што еве го најавуваме и тоа. Ако да. Да. Јас имам многу нешто што би реферирал кон се што кажат. Ми текнува дека потребата за тој лифтинг на говорот не е од вчера. Е нешто што го има од одамна. Преводот на македонски јазик на книгата Хаклбери Фин од Марк Твен. Преводот потекнува јади од 50-те, јади од 60-те години, не се сеќавам точно, не проверив година на издавање. Но тоа е книга која што сум ја читал како дете, би била интересна, ама пред летоска разбрав дека би ми била уште поинтересна кога би ја читал на англиски јазик или во подобар превод. Зошто? Заради тоа што од првата страница целата книга, целиот превод е напишан на литературен македонски јазик, преведен сушност, како што Бобан посочи, нели тие примери, нели со тој чист јазик. На англиски кога вие учитате, една од главните карактеристики на пишувањето на Марк Твен е всушност користењето на неколку различни дијалекти, неколку различни говори. Па така, црнците, односно афроамериканците во книгата, се извинувам, зборува на соодветниот дијалект. Момчето Хаклбери Фин кога раскажува, зборува со типичен оној јужњачки, американски, Мисисипи дијалект. Има неколку дијалекти во текот на тоа негово патување кои што се зборуваат, кои што ние апсолутно не можеме да ги осетиме читајќи книгата. Ние читаме еден испеглан, совршен македонски јазик и не можеме да осетиме убавината на самата така. Ако може само малку да гледам, пред некоја година, ако не се лажам, колешката Калина Малеска, ако не се лажам, го преведе Хаклбери Фин, баш да зборува на дијалект. Беше критикува. Не, прво не ја објави, прво ја лекторира и тоа е испадна како од 52-а, а потоа мислам дека ја објави некаде првичната верзија или барем извадоци од првичната верзија како звучи ова момче, да, зборува на некој дијалект, случајно избрала некој, измислила некој дијалект, например, што ќе биде соодветен на ситуацијата. Користи од некој село. Another accent. Кај што има река, место Мисисипи, Скопски. Да, треск. Потполник идеалент. Друго што сакам да реферирам, друга тема кон која што сакам да реферирам, тоа е она што Фили го кажа, односно професорот Петрушевски го кажа. Пензионерот Петрушевски молам. Не ме навредувај. Добро. Стариот. Славој Жижик има една многу интересна забелешка. Вели кога на вистина се знаеше дека ќе почне војна во Југославија. Тогаш кога луѓе престанаа да се смеат точно на овие лица, кои што содржат во себе стереотипи за црногорци, срби, словенци, словенки, така натаму за сите. Тогаш веќе се создаде атмосфера во која што не ги доближи, туку ги оддалечи луѓето. И тоа е нели во прилог на вашата теза дека ние повеќе им правиме штета или оние кои што се застапуваат за таа политичка коректност, повеќе им прават штета на оние што сакаат да ги заштитат со воведувањето на таква строга јазична нормираност или цензура, отколку што им помагаат. Или што би рекла од времето пак на војните од 90-тите, нели, брачо, немојте да нас браните. Нели? Бидејќи бевме доволно долги и бидејќи имавме тројца гости, наместо двајца, мислам дека е умесно да го отвориме подиумот за дискусија со публиката и уште повеќе само да испровоцирам публиката само пред да почнете да ми се чини дека таквиот начин со кој ова неолиберална левица го регулира говорот, дека придонесува всушност
луѓето кои имаат поинакви ставови сакаат тоа да го кажат. Толку се на столбот на срамот во јавниот дискурс, што тоа тие на некој начин во себе го чуваат и единствениот начин каде што нема да бидат исмејани или во орда да бидат нападнати се избори. Затоа екстремната десница победува. Екстремната десница победува бидејќи вие немате друг начин да го кажете во еден момент вашиот став, бидејќи единственото место каде што нема бидете исмејани, макар рекле дека земјата е рамна. Треба да дискутираме и со земјата е рамна и со тој став, колку и тој да е глупав, колку и тој да е ненаучен. Затоа што во моментот кога ќе го исклучите тиот дискурсот, направете шеги на таа сметка, 10. Со хумор одговорете, кога ќе ги исклучите, тие луѓе немаат друг начин, освен да се мобилизираат меѓу себе и да отидат уште подалеку и на единствениото место каде што не можете како да ги смеете на избори, да почнат да ги избираат тие што се уште поекстремни и од најекстремните. Доаѓаме на општество кое веќе ќе има уште посериозен и посериозен јас. Ми се чини. Тоа беше парадигмата на една фамозна сцена со Джеф Даниелс, кога разговара со еден конзервативец и еден либерал, заборам стално филмот и му вика: "Вие либералите сте супер", вика. "Сите многу ја сакаат. Штитите ги штитите сите", така. Одговорите ми само зашто никад не победувате на избори. Тоа е тоа. Да не. Погрешка победуваат некојаш. Дали имаме прашање од публиката? Тоест, кој ќе го скрши мразот? Гласи прашање. Јас мислам Лорита е подготвена нешто да каже. Нет. Ми паѓа на памет, вака кога зборуваме, ми паѓа на памет Живко Чинко и Големата вода и јазикот на воспитачите. Така што, мислам дека се слушаме или не? Се слушаме. Се слушаме, Чим сте нема вака потреба, близко? се слушаме, само че се сплеткаме од ова. И да речеме во која норма би го, како би го толкувале тој јазик на кој што се смееме? На јазик кој што не ги разбира промените, кој што не ги разбира идеите, кој што ги догматизира идеите. Тоа е тој јазик кој што ми се чини е многу сличен на ова прохибиција на зборови кои што се етикетираат како политички некоректни. Не можеме да го преведеме белото циганче, белото ромче. Не можеме никако така да го преведеме. Значи, паралелата што ми дојде сосем некаква асоциација со говорот на воспитувачите во Големата вода ми е многу слична на овој хобит на Боган што го направи да зборуваме сите во една литерарна норма која што не е жив говор, него е речнички некој говор и во тој говор речнички нема место за хумор, затоа што нема нијанси. Толку да кажам. Јордан, победи го. Ја би поставила на мала критика, да речем, диалектичка критика на кажаната. Мислам дека не секој говор, не секоја прохибиција на говор е политичка коректност. Мислам дека малку го проширивте доменот на што е политички говор и што е соодветно да се критикува. Значи, јас сум критичен кон политичката коректност. Забраната на несоодветен говор, да речеме, да излезам и да почнам да пеам песни. За хумор зборуваме. Но и за хумор. Постојат места, локации, да, но постојат места и локации во кои што некои работи не се кажуваат. Да речеме, говорат на омраза. Не е политичка коректност. Или битен е исто така контекстот. Да речеме, еротскиот хумор пред деца не е соодветен, да речеме. Значи, битен е контекстот. Навредата на заедници спаѓа во говор на омраза. Меѓутоа, критиката на идеологии, па и критиката на култура во која што спаѓаат и стереотипите,
не е навреда на заедници, не е говор на омраза. Тоа е политичка коректност. И затоа треба да се разграничат работите. И втората работа, контекстот е многу битен. Ненад спомна за намерата. Би додал и релацијата во однос на хуморот. Конкретно, бев сведок на, како се кажа, стендап комедија со вицови за Холокаустот и за евреите, сите стереотипи за евреи. Митоа битна е релацијата. Комичарот беше евреин од Тел Авив и го кажуваше ова во Берлин. Значи, таква субверзија на хуморот, таков мета-хумор беше, кај што осекав дека комичарот им удира шамари на германците. Ако биде обратно, ако биде во Тел Авив од страна на германец, тогаш е веќе несоодветен. И забраната тука не е политичка коректност, тука е забрана на нешто што е говор на омраза. Немам нуанси. Истиот виц, Ако сме... истиот виц може да биде во различен контекст и во различна релација, може да биде и едно и друго. Прашањето е, јас би реферирал кон ова. Значи, прашањето е колку сме ние сензитивизирани во однос на целата тема. Затоа што ова е краен пример што го кажувате. Да, германец да отиде во Тел Авив и да кажува вицови за Холокаust, не е што не е. Татко ми користеше еден израз убав, како дете кога бев. Сине, тоа ти е неслана шала. Неслана шала, не знам дали сте го сметали. Да. Така, неслана шала. Има хумор кој што е прикладен, има хумор што не е прикладен. Сега не можеш на некој кој што страдал од нешто, на него да му раскажуваш вид за неговото страдание и да очекуваш дека тој ќе се пукне од смеј. Не, нема да му биде пријатно, секако дека нема да му. Но тука е прашање на осет. Тоа не е прашање на некаква норма. Ние тука говориме за норма, ние не говориме за осет, не говориме за воспитување, не зборуваме за такви нешта. Ќе ви раскажам свеж пример. За неколку свежи примери. Например, не знам дали ви е познат Роалд Дал како писател. Фантастичен, неверојатен писател за деца. Моите деца го обожаваат. Но уживаат да го читат. Сега, што има кај него? Има многу стереотипи и тие стереотипи звучат смешно. И Роалд Дал е автор кој што не е преведуван на германски во Германија, особено во Германија каде што се многу строги околу овие теми, и тој ставен на маргина. Се бара некои делови од неговите книги да се представат на поинаков начин. Англиската кралица се јавува во Багдад и прашува дали кај вас се случило нешто непријатно, а пак од другата страна шејкот или што е веќе во Багдад одговара, вели кај нас секој ден се случуваат непријатни работи. Кај нас глави летаат како вие кога сецкате Магнус. Тоа е дел, го цитирам, Роалд Дал. И таа вели да, ама да не сне и раскажува понатаму приказна. Тоа е нешто што за тие политички коректни уши е многу непријатно. Сега, пред неколку дена јас бев сведок на уште една таква ситуација, ќе ви ја прераскажам, зошто да не. Мој драг пријател од Германија, свештеник, повозрасен од мене, по прилика возрастен, професорот Петрушевски, на пензионерот Петрушевски, објавува една весела фотографија каде што тој има една шапка, има грузиски шапки, како јамболи, ама долги влакна на сите страни вака. Ја објавува фотографијата и до него објавува уште еден проповедник германски, кој што е, како се вика, тамнопут, црномурест, има потекло од некој друг континент. Ништо лошо кон него, тој има таква фризура. Просто на сите страни му расте косата. И тој решил да се пошегува со неговиот проповедник, инаку протестант, во кој што се заедно во некое таму меѓурелигиско тело, познате во Германија, и објавува фотографија, тој со шапката, вака застанат, и до него фотографијата од проповедник. И нормално првите 6 сати луѓе се смеат, како ти текна дека вичи.
Одеднаш му се јавува. Извинете, почитуван отец тој и тој, но ние мора да ве кажеме дека ова е чист расизам и бараме од вас да тргнете ова авто. И се накалемуваат уште 10 души еден по друг, кои што велат ова е расизам, ова е страшно, како смееш ти на човекот тоа да му го правиш? Што му направил? Ставил шапка грузиска во која што вичи на човек. И на крај се јавува самиот тој проповедник. Црниот. Црноморестиот, кој што вели: ви благодарам на сите што застанавте во моја заштита. My hair, мојата коса не е шега. Барам и јас од дотичниот да тргне фотографијата и повеќе не се шегува со мојата коса, бидејќи ова е навистина расизам. Ја го читам тоа и се крстам и не ми се верува до каде може да стаса муабетот. Затоа што немате вие никаква намера, она што го кажам на почетокот. Вие немате намера да дискриминирате некого, туку имате интерпретација, која што може би и јас, како засегнат, нема прв да го интерпретирам тоа како расизам или како напад кон мене, некој од душегрижниците што се занимаваат со моите права ќе ми кажат: види што ти прави тој на тебе, те напаѓа, нели или е расистичен или е било што, и ти ќе кажеш: фала ви што ме брани. Овдека имате една конструкција, типична во психологијата, имате конструкција на градење прогонител, поставување на жртва, некој кој што е жртва, и дефинирање на улоги. Прогонител, спасител. Тој е прогонителот, ние сме спасители, а ти си жртвата и сега ние ќе ти помогнеме на тебе. И тоа одбраним. Да, ма да Многу речеме, интересно ја што во психологијата овие улоги знаат да се ротираат. И оној што станува што е жртва, многу лесно може после да стане прогонител. И не се останува во истите улоги цело време, туку тие се шалтаат. Не баш. Да. Молам? Велам, не баш, ја би се навредила исто да не ми требаат бранители. Кога и мојата коса би била предмет на измер. Го давам пример. Да, зборувам. Може би ќе се навредам зашто го за кажам? мојата фризура. Ама некој да ми каже дека тоа е расизам. Зошто за Бога е тоа расизам? Што има врска тоа со расизам? Затоа што се поврзува со еден типична... Да, но јас не сум имал намера да поврзам со ништо. Ама вашата намера не може да биде секогаш единствено. Па за тоа зборувам, тука за не тоа се зборуваше Не нема може тука да веќе се биде разликува. единственото мерило. Значи, вие Тука веќе се знаете, разликува. знаете, има една многу Тоа ми убава веќе мене поговорка. не прифатливо. Да, има една многу убава поговорка, вика добрата намера, патот до одот пеколот. до пеколот е поплачен со добри намери. Што не ги прави лоши. Така, ама до пекол стигнуваме, значи треба да бидеме, не сме безгрешни, можеме ненамерно да сгрешиме, ама затоа има и Тука нема на добра крај. намера. Тука има намера да се пошегуваме. Тоа не е ни добра ни лоша намера, сакаме да се пошегуваме. А и интерпретации се можни Добро. То бесконечно. добро, велам дека ако тоа ги навредува тие за кои се зборува, тогаш треба да бидеме внимателни. Во последниот број 46 за 2023 година на литературен збор има Шишовски таму текст, веднаш по негово дело литература се наоѓа текст на Габриела Ивановска, сега се сетив дека го читав. Насловот е Уредувачката сензитивност и политичката коректност во издавачките политики по повод преуредените изданија на книгите од Роалд Дал. Да, ги имаат преуредено, патем речено. Например, само два примера сакав тоа да го илустрирам, барав низ текстот. Например, вели вака, во првите изданија на Чарли и фабриката за чоколади, умпа-лумповците се опишани како пигмејци од најцрните длабочини на африканските шуми, каде што никогаш претходно не стапнал бел човек, кој Вили Вонка Скришун ги носи во Англија за да работат во неговата фабрика за чоколади. По критиките за колонијално и расистичко портретирање, иако првично неволно и со противење, самиот Дал ќе го измени описот на овие ликови, па од африкански пигмејци ќе станат долгокоси, белообрази мали луѓе од Лумпаленд. Мислам дека малку и се шегува од тоа што го гледаме да сменат. И ќе гледате како го смејам.
Дополнително во Джеймс и Джиновската праска може да прочитате како стариот зелен скакулец побрзо би дозволил да биде жив, испржен и изеден од мексиканец, отколку да се соочи со влаковците. И така натаму, има уште многу. Например, во вештерки, нејзиното рукување приличнословно и така натаму, да не ги читам примерите, проблемот се појавува во моментот кога мислам дека Дал не е веќе жив. И тие му ги преуредуваат лани оваа година, па тука во овој текст се зборува за издавачките политики. Просто реферирам на овој текст, бидејќи ми се чини дека е интересен во овој контекст и на хумор и така натаму, и како тој ги преуредува сите книги и додека е жив таму за антисемитизам или го обвинуваат во еден момент и така, треба да се брани, да ги објаснува ставовите, но и сега отпосле практично како издавачите за да биде политички коректен или да не навредува, му ги преуредуваат текстовите. Боријан, Имаме позади. Уште едно Вие прашање. веќе се надоврзавте на тоа, ама околу ова со шегата за косата на црноморесниот прво пријател, па после непријател. И претходно додека дискутиравте, се постави прашањето ненад малку допре до тоа кај е границата и кој ќе каже што е умесно, што не е умесно. И тука е практично еден контролен механизам како да дојдеме до умесно, неумесно е ова. Ако му е смешно на тој кој е субјект на објект на хуморот, тогаш е смешно. А ако не му е смешно, во случајот не му било смешно, мислам дека тука тоа е одредено од него самиот, не од овие спасителите или морализатори што се јавили. Така што практично овој пример што вие го кажавте, мене например ми помогна да си одговорам кај е една од границите. Затоа што некои граници нели постојат сега. Премногу ранливи групи кои не може сами да се одбранат, ако некој е хендикепиран тотално не по своја волја, неумесно е ние сега да се смееме со тоа ако него не му е смешно. Ако му е смешно, окей. Јас, например, имам еден познаник пријател кој многу често прави хумор од својот хендикеп и е еден од најдуховитите луѓе кои го познавам. Ама секогаш сум внимателен кај одам јас со хуморот. Океј, ова е добар начин да изградиме критериум постфестум. Ако јас мислам нешто смешно, јас не можам ниту да претпоставам дека тебе тоа те навредува. Па и да и не, зависи, ако се познаваме, ќе знаеш. Бидејќи се познаваме, јас сметам дека тоа тебе нема да те навреди. Еве, не сум проценил добро и што правиме се? Извини, како рече Ненад. Да, Извини, тоа е тоа. тоа е тоа. Не ми беше таа намера. Мислам дека не се разбравме дека. Проблемот е што има постфестум на извини. И сега cancel culture. И не завршува со извинете. Да, јасно. Тоа е мене оно што ми пречи. Јас реков во 8-та или во 9-та точка дека треба да се знаеш публиката, хуморот треба да е соодветен, хуморот треба да е адекватно наменет и да, не треба веројатно дискомфорт да предизвикува. Ја во мојата кариера професорска, која е 20 годишна прилика, сум си зналупал глупости, сум се извинал многу пати. Ми излетувале глупости, тоа ме дефинира како нормален и жив човек. И сум знаел да се извинам. Ама не застануваат тука работите, не во ова совремие во кое живееме. После тоа има цел еден, како се вика, aftermath. Настани кои се случуваат после таквиот лингвистички чин, кои повикуваат на линч, кои повикуваат на бркање од работа, кои повикуваат на санкции, кои повикуваат дека ти веќе не смееш да бидеш професор затоа што си изгрешил еднаш. И реакцијата е стравична. И реакцијата е стравична, реакцијата е Затоа што базирана јас на- мислам дека Да, се сгрешил. Зашто јас мислам дека се сгрешил, базирано на мојата сингуларна интерпретација, која можеби не се не однесува на мене. Тоа е политички некоректно. И тоа е исто така голем проблем. Не е можеби проблемот во самиот чин на хумор или неговата неадекватност. Проблемот е во прогонот кој следи после тоа. При тоа истите тие групи кои го прават тој хумор,
кажуваат работи кои исто така може од друга некоја идеолошка перспектива многу да се проблематизираат. И ние не забораваме дека светот постои како систем на кохабитација на различни идеологии кои имаат различни вредности. Проблемот е што ние сме секогаш малце пристрасни кон онаа кон кој припаѓаме, а хуморот сам по себе некогаш знае да биде неселективен, знае да биде груб, знае да навреди. Во крајна линија навредата, покрај тоа што е непријатно и покрај тоа што понекогаш знае да биде претеран, има една добра последица. Те тера да мислиш. Тоа е многу важна функција на навредата, која не секогаш, јас не би ја практикувал од многу причини, меѓутоа понекогаш ако е суптилна и доволно добро искажана, може да не натера да размислиме. И може да не натера да ни посочи дека можеби нешто грешиме. Ако е грубо. Повторно е прашање на контекст, намера, релација, начин на кој кажа. Една реченица, дали може само да се дополни? Може се. Тука е и доблесноста, затоа што вие кога концепирате нешто што ќе биде смешно, и тоа, например, се случува на социјални медиуми, затоа што на социјални медиуми се пишува, па мислите дека имате повеќе контрола, а и всушност немате. Така. Сега тоа е, сакаш да си смешен, да си духовит, со тоа преземаш одреден ризик дека нема да бидеш сватен на прав начин. Значи, настрана се ова автоматот на прогон. Најлесно е тоа да застане со тоа, се зезав и се заебав и застана работата. Супер би бил. Супер би било. Ама, просто, тука е мајсторијата. Да го смислите и да биде смешно, а да е на граница. Затоа што ако нема граница, нема исто хумор. Играта со границата прави хумор. И некогаш се греши. Хуморот знае да биде и глуп. Хуморот не постои еден тип на хумор. Постои цинизам, постојат најразлични облици на хумор, повеќе или помалку адекватни. Она што ние не можеме да го направиме, не можеме веднашка со топ да пукаме во некој кој што решил да каже неумесен. Или според нашето гледање неумесен виц. Што правиме со Шарли Ебдо? И со реакцијата заради карикатурите на Шарли Ебдо. Се сеќавате, пред неколку години беше актуелно тоа прашање. Чисто како реторско прашање го поставам. Имаше неколку прашања во историјата позади на Стефан, вие и вие. Со тоа што ќе замолам, бидејќи времето веќе ни секна, би замолил да ги поставиме брзо сите 4 прашања и потоа да ги одговориме. Вие чекате сега прашање. Поведете. Добри, до сега беа коментари, така да и може да ќе беше коментар, биваше да биде прашање. Да. Јас сум Дина Муцунска. Моје видување е дека едноставно не постои оној хумор на кој што никој нема да се навреди. И хуморот не представува оптималното што треба да биде добар или лош или не знам ти како, туку ако не се допаѓа, секој има право нешто да не му се допаѓа, замени. И сметам, и од моја гледна точка, тоа е начинот на кој што треба ние да се однесуваме бидејќи веќе го правиме стерилно општеството во кое што живееме. Не треба секому седелно се допаѓа. Одмини. Мене пред 8-9 години ми се случи линч на Фејсбук. Го знаете она меме каде што смртта стече Со коса. човек се беси поради тоа што е депресивен и смртта му го сече понапот и му вели пати се за работа. И како милион други мемиња што ги имам постирано кај мене на Фејсбука, има голем, има 15.000 повеќе што следат. Тоа меме ме направи дупло попозната, заради тоа што беше скриншотувано, шерувано, бе линчувано едно 5-6 дена и во портали ме коментираа. Како и потоа следа такви навреди по лична основа за нешто што воопшто не сум од луѓе кои што воопшто не ме познаваат. Тоа беше циркузијада. А тоа е општо познато, сите време се ми работи. Јас живеам со депресија и така натаму. И затоа што цело време исто така вадам смешни мемиња, па сум критикувана за среќа само во пораки.
и че дел од нив се нели на сметка на жените, како може би понекогаш лекомислени, нели плавуши, не знам, спонзоруши, не знам што, па ти барем треба да застанеш за правата на жените, па не верувам, не можам да верувам дека ти вакво нешто си кажала, така да не ти се допаѓа, одмини. Стерилно да направиме општеството во кое што живееме. Фала ви за коментарот. Стефан? Океј, само на кратко. Мене ме интересира вака едно христијанско филозофско прашање. Прво сега да дам коментар на тука кога беше дискусијата со Јордан. Согласно? Да. Прво коментарот со огласно. Хумор и германец, толку точно. Тоа е тоа. Прво Тоа се стереотипи. Океј, интересира. Сите се насмеа. На достоинството на конкретно на христијанско достоинство. И дали може нарушувањето, зборам конкретно за хуморот во религијата, нарушувањето на достоинството на божеството да влијае на нарушувањето на следбениците на тоа божество конкретно, да речеме, сега зборам нешто. Али кога зборам од христијански аспект, дали таквиот хумор, да речеме со оние работи кои се божествени, на кој начин влијаат на достоинството конкретно на христијаните, бидејќи едно мислење, некој смета дека, пример, Христос никогаш не се смеа во Библијата, например. Но од друга страна, ако се чита во Библијата, посебно оние негови разговори, диалози со фарисеите, например, и садукеите, тоа е најголемо роустање, според мене. Така што тоа толку е прашањето на недолжи. Да. Благодарам. Уште две прашања, повелете ви. Би го споредил тоа сега пред малце што го спомна со хуморот на Џорџ Карлин. Ако ви е познат. Исто така, ние во друштвото, сакам да кажам, имаме на практика. Ако некој си смеа со некого и некој се чувствува нападнат и повреден, таа повреда значи дека ти имаш некоја несигурност кон прашањето што го отвора тој хумор. Ние го гледаме како знак таков. И тоа не треба да го бараш грешката во него, туку напротив треба да бараш грешката во себе. Ако не најдеш грешката во себе, туку во неговиот хумор, ти можеш да му вратиш пропорционално. Наместо да го линчуваш, да му го уништуваш живото и така натаму. Уште едно последно прашање позади. Повелете ви. Моето не е прашање, повеќе коментар. Во однос на тоа што го спомнав, примерот со црноморестиот човек. Во меѓувреме се даде и еден друг коментар од една госпоѓа, мислам. Не видов од која, бидејќи сум назад. Може би од мене, да. Кие бевте, мислам. Ќе се надава за мене, на тоа што го кажа. Мислам, со мислата нејзина, тоа е само би одминал. Зошто? Јас не се согласувам со тоа што вие го кажавте, мислам со вашиот став, а тоа е дека фактички го има став дека се шири говор на омраза, што не е така, како што кажа и мојот професор, дека тоа не е говор на омраза, туку едноставно начин каде што се пробува пријателски се доближиме, а со тоа што се вели и тие 10 души или 9, што го подржувале тој став дека има говор на омраза, всушност со тоа тие шират говор на омраза, оти поставуваат на бариера меѓу луѓето. Бариера на меѓу другото беше кажано дека битен и контекстот. Добро, имавме неколку прашања, имавме уште 5 минути, 10, да реферираме кон сите нив. На едното најповикам ние домаќинот да одговори. Јас би ви отстапил простор на вас, бидејќи веќе говорев. Доволно е. А мислам дека и во едно од прашањата беше кажано точно на што јас би го кажал. Именно за прашање, коментари бе. Смислата за хумор и присуството на таа смисла за хумор, точно и во самото Свето писмо, податочно. Мислам дека се слуша, така? Тоа присуство е суптилно, тоа не е ставено на ачик. Да, имаме место во Библијата каде што се вели Исус заплака, пројавува емоции, ја пројавува својата човечка природа. Не пишува никаде Исус се насмеа или се изнасмеа.
Но ако не пишува, не значи дека го нема. Има многу работи во Светото писмо кои што не се напишани. Многу учења кои што се догматски учења, не се формулирани на начинот на кој што се формулирани понатаму во текот на преданието. А основата за тоа се точно настаните во Светото писмо. Така што ние голи формулации не можеме да земаме и да очекуваме дека ќе ги има во изворниот текст на Светото писмо, но ние од таму можеме да ги изведеме. Примерот кој што Стефан го даде, особено за односот со фарисеите, ние гледаме една прилично присутна смисла, вклучително и за кум. Останатото време не сакам да го крадам. Повелете. Добро, мене ме впечаток околу мемето, како една работа може да се интерпретира на многу начини. Да, во принцип, луѓето кои страдат или страдат од депресија знаат дека, не знам, препораката оди работа или фати се за работа или насмеј се не помага. Суштина, тоа е многу подлабок дисбаланс кој во телото постои. Што не значи дека функцијата на ова меме е да се подбива со тоа. Повторно е прашање на интерпретација. Ова меме има една многу убава порака. Ако смртта решила да не те земе, може би треба да се свати како повик за втора шанса. Така? Може да се свати како нешто што ти дава повторен живот или повторна можност да се справиш и да се испреш пред проблемот кој постои. Бидејќи тоа меме има два момента. Има моментот како самата смрт кој сече јажето на кој некој се беси. Така? Еден мотив на повторен живот и на тоа дека не ти е денот, не ти е судниот ден. И коментарот кој можеби е помалку умесен во смисла на тоа дека во смисла на тоа дека фати се за работа не им помага многу на луѓето кои страдаат од суицидни мисли, депресии и така натаму, односно не им помага ништо. И се тие два универзума на значење во тоа едно меме постојат. Може да го видиш едното, може да го видиш другото или може да видиш некаква, по мене дури не постоечка кохабитација помеѓу двата елементи. Од се тешко споиви. Што воопшто не значи дека треба да предизвика момент на линч и момент на таква волунтаристичка интерпретација дека ти се подбиваш за нешто. Но најмал рака доблесно е да те прашаат добро што сакаш да порачаш со ова меме за да се дообјасниш. Баш затоа што постојат повеќе значења на таа една слика, така. Во 100 од 100 случаи тврдам дека тоа нема да се случи. Во 95 од 100 случаи ви тврдам дека оние кои ќе коментираат на таа слика не страдаат од депресија. И во тоа е проблемот. Може би нема да видат 95, може ќе видат 65, може ќе видат 70, може ќе видат 22. Меѓутоа нема да видат 22, ќе видат сигурно над половина, меѓутоа сигурно оние кои коментираат се повеќе ќе припаѓаат кон оној феномен на душебрижниство и одбрана, самопрогласена рицарска мисија да ги одбранат луѓето со депресија, отколку што самите луѓе кои страдаат од ваква состојба би сугерирале дека ова меме е проблематично. Затоа што тие луѓе кои страдаат нема да го сугерираат на начинот да вршат прогон. Во оваа конкретна ситуација мислам дека тоа е вистината. Проблемот е што социјалните мрежи создаваат таков сноуболинг ефект. Јас исклучив од сите социјални мрежи затоа што почна страшно да ми смета таа екстремна екстровертност на луѓето. Тој феномен на сноуболинг, на прогон и на доврзување една на друга, најмногу ми сметаше феноменот што добар дел од тоа е комплетно неискрено и е чиста нескриена патолошка желба за внимание. Воопшто не ги доживувам како искрени, добар дел од тие коментари, честни исклучоци, тие луѓето кои да речам со своје име презиме се подпишуваат и коментираат, оние кои го прават тоа од анонимни профили, кога се работи например за политички прашања кои се многу сензитивни, знаат да бидат брутални. Твитер е најбрутален затоа што краткоста на изразот од 140 карактери стимулира радикализам. Ако не си радикален, никој не те чита. И затоа на социјалните мрежи во суштина е полошо отколку во живо. Тони Сопрано вика, можеби најполитички некоректниот лик на сите времиња во било која серија, вика среќавај се со луѓето, вика лично, кога имаш нешто непријатно да разговараш, кога сте скарани. Зашто? Затоа што вика половина што би ти го кажале зад грб, нема да имат храброст да ти го кажат во лице. Јас имам свој.
Само би противречил за една многу ситна работа. Ако личноста е проактивна, работната терапија може да му помогне. Ако е таков тип, значи, дали имам уште нешто да дополниме? Луѓе во сакаат да спијат И од трета, да ги пуштат. А мене ќе децата се чекаат. дозволам да ја затвориме вечерашната дискусија, а со тоа и да го затвориме оваа сезона на форумот, во надеж и во желба дека следната година ќе продолжиме понатаму со интересни теми. Благодарам се.